Скопје иако се удави во смети изминатата недела. Сега ниту улиците не се мијат редовно. Не ги слушаме цистерните што порано навечер и наутро ги мие улиците. Се жалат скопјани пред нашата камера. И не само цистерните. Се поретко може да се сретнат и градските метачи во препознатливите униформи. Имате ли видено во последно време цистерна да го мие градот? Не. Мислам, може години претходно, иначе до сега не сум видела. Барем последниве години. Цистерна не сум видела, метачи има. Сега во последно време не сум видел. Тоа го немам видено веќе подолго време. Може да има неколку недели, да имам приметено некоја цистерна или да метат. Не сум видела сигурно 2 години. После траумата со крахот во Комуналец, кога метрополата се удави во мини депонии, сега Скопје како да е покриено со огромна прашина. Задоволни ли сте од јавната хигиена во градот Скопје? Никако. Нема кој човек да рече дека е задоволен, не ми е јасно. Ако некој рече лаже. Така, сега подобра, не е како што беше. Вие не сте задоволни од хигиената, јавната хигиена? Не. Што најмногу ви пречи во јавната хигиена? Континентите не се полни на Рузвелтова. Па не сметам дека е чисто. Од секоја страна ги убрама, тоа е. Не, секако, али тоа не зависи само за чистењето, него зависи од самиот народ. Па моментално баш не. Све е хаос, све е прљаво, така да не е на ниво. Скопје е ужас и цела Македонија, не само... Што мислите, што е најпрљаво тога во Скопје? Овие кантиве и луѓето што фрлаат секаде. За тоа дали комуналните цистерни за миење на булеварите повеќе не се во функција или сега работат со скратен распоред на работа. Прашавме во град Скопје како и во јавното предпријатие Комунална хигиена Скопје, но надлежните очигледно решија да не понудат појаснување за јавноста и проблемите. Одговор до почетокот на овие вести не пристигна. Инаку пресметките на градоначалничката Арсовска и директорката Мазнева со вработените во Скопското комунално предпријатие минатата недела резултираше со штрајк. Контейнерите се прелеваа, а јулското сонце, кучињата скитници и сторците ја доведоа состојбата до степен да представува закана по јавното здравје за скопјани. Во меѓувреме, Советот на град Скопје во обид да ја пресретне состојбата, на вонредна седница донесе серија одлуки за, како што велат оттаму, спречување на еколошка катастрофа и појава на заразни болести.